Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, почитувани медиуми. Иако денеска нема присутни представници од Министерството за култура и за тоа писмено сме известени, заради јавноста, но и заради моите сограѓани во мојата општина Свети Николе, јас ќе кажам дека на моето прашање, на моето писмено прашање по однос на локалитетот Била Зора, добив најблаго речено несоодветен одговор и одговор кој што е очигледно дека не го напишал министерот за култура, туку го напишал директорот на музеот. Зошто го заклучувам ова? Затоа што во одговорот нема конкретни податоци за одвојување на средства за локалитетот Била Зора, туку е еден историјат кој што мене ми е многу добро познат, а го одговара директорот на музеот. Ако сакав да поставам прашање на директорот на музеот во Свети Николе, таму ќе го поставив прашањето, а не на министерот Адеми. Со ова уште еднаш се покажува односот на одредени министри кон парламентот, односно кон законодавниот дом. Дека министерот Адеми воопшто не го ни прочитал прашањето, па дури некој негов советник да се потрудил да види каде е Била Зора, да му објасни на министерот дека локалитетот Била Зора во Свети Николе е локалитет од прва категорија, што ќе рече дека е од исклучително значење за културното историско наследство во Република Македонија, но очигледно дека на министерот за култура воопшто тоа не му е важно. Ова го заклучувам не само врз основа на одговорот на моето прашање, туку и на неколкуте однесувања во јавноста последните месеци од страна на министерот за култура, кои што се најблаго речено контроверзни и не одат во насока на она што господинот Талат Џафери и целата влада го говори дека е едно општество за сите. Напротив, постои одредена категоризација каде министерот за култура ќе додели средства или нема да додели. Очигледно е дека Свети Николе не е на мапата на доделување на средства. Локалитетот Била Зора ќе биде заборавен, а само за ваша информација, почитувани колеги пратеници, овој локалитет каде што се наоѓа престолнината на независните пајонци, таму има една владетелска палата и има артефакти од едно исклучително значење кои што за жал од временските непогоди и неприлики се распаѓаат, и тоа, замислете, го констатира министерот, го вели во неговиот одговор, кажува дека треба да се заштити кралската палата, но не кажува дали Министерството за култура ќе одвои средства за санација. Не сум задоволна и немам дополнително прашање. Благодарам. Пратеничката